домови се уште улогите помеѓу родителите се поделени по традиционален шаблон. Мајката се грижи, а таткото заработува. Иако времињата се менуваат, стереотипите за тоа кој што треба да прави во семејството и натаму живеат зад вратата на многу домови. Родовата еднаквост во родителските улоги се уште не е секојдневие, туку исклучок. Според професор Поповски, потребно е да се смени перцепцијата за жената во општеството. Тој вели дека иако во последните години се унапредува положбата на жената, се уште треба да се бориме. Во социологијата, овдека ќе се послужам со една определба на Талкот Парсонс, американски социолог, функционалист, вели традиционално положбата на жената во семејството е определена како личност која треба да оддава емоции, блискост, топлина, љубов, додека мажот е оној кој е заработувач на лебот, има инструментална улога. Треба да се промени, но во последниве години наназад приметуваме, гледаме дека во сферата на земјоделието, преку воспитно-образовниот процес се унапредува положбата на жената, се менува таа матрица на размислување дека жената треба да биде во подредена положба. Според психолог Дамеска, треба да постои еднаквост, но не буквална изедначеност. За децата и семејството, најважно е да постојат хармонични, компатибилни односи. Пример, ако кажеме сега едниот родител два пати ги изми тањирите, другиот два пати ги изми тањирите. Едниот два пати го однесе детето во училиште, другиот сега мора два пати. Значи, идејата е на дополнувањето, кое што ќе ја направи и ќе ја улесни целата оваа доживотна активност, нели? Стануваме родители за секогаш, еднаш стануваме, но остануваме за секогаш. И многу е важно на дополнувањето од не само од логистички аспект, туку и од аспект на тоа дека детето ја гледа динамиката во односот. Родовата еднаквост во родителството не е само прашање на избор, туку и на самите околности. Во самохраните семејства, товарот на одгледувањето и грижата за децата паѓа само на еден родител, најчесто на мајката. Од Сдруженијето на самохрани родители велат дека поддршката од државата е клучна и дека мерки за поддршка постојат, но е тешко да се добијат. Пред се ставаат многу кратки рокови. Значи, додека тој еден родител ги собере сите документи кои што му се потребни да добие некоја мерка, рокот поминува. Јас тоа обожавам да го кажам пинг-понг ситуација, бидејќи навистина институциите го имаат оној момент и фали еден документ. Исто така, значи, пристапот воопшто не е персонализиран на тој родител кој што бара помош, така да сметам дека навистина постојат мерки за поддршка, меѓутоа е речиси невозможно да се достигнат, бидејќи пред се нели се грижат за детето, па потоа треба да одат до таа институција, да ги земат тие документи кои што се потребни, да ги вратат и така натаму. Според податоците од пописот во 2021 година во Македонија, поголем е бројот на самохрани мајки отколку татковци. Регистрирани се 26.000 домаќинства во кои самохрани мајки живеат со најмалку едно дете помладо од 25 години. Наспроти самохраните татковци, кои ги има во повеќе од 9.000 семејства со барем едно дете по 25 години. Различни перспективи кои што ние ги имаме слушнато нели во нашето здружение. Најчестата причина во нашето здружение нели кај нас се или смрт на едниот родител, или пак кој што се зголеми многу во време на короната, или пак да речам разводи кои што се случуваат многу повеќе во последната деценија отколку претходно. Исто така и да речам почесто татковците се оние кои што решаваат да не бидат повеќе во животот на децата и тоа се случува многу често кај нас, иако се уште е табу тема, меѓутоа остануваат мајките сами да речам да го решаваат овој проблем и така да сметам дека да, повеќе се самохрани мајки и токму ова се причините. Зошто? Од Сдруженијето велат дека поддршката за татковците е поразлична од онаа за самохраните мајки. Според нив, татковците се соочуваат со социјален притисок, не бараат доволно помош за да не бидат перцепирани како слаби. Според нив, треба да постојат посебни програми за поддршка на самохрани родители, кои се засновани на родовата еднаквост, односно да бидат родово сензитивни. Како што тие велат, постои огромен дисбаланс за тоа како се третираат мајките и татковците, при што поголема емпатија има кон мајките.